По околу 1000 лица годишно во изминатите 3 години пријавувале дека се жртви на семејно насилство. 94% од оние што го пријавиле проблемот на бесплатната SOS линија 15 315 биле жени. Податоците на кризниот центар Надеж, во чии рамки функционира SOS линијата, покажуваат дека лани жртвите пријавувале секако вид на насилство – психичко, физичко, економско, сексуално. Од организациите на жени кои најчесто им нудат помош на жртвите, велат дека се уште мора многу да се работи на оваа проблематика. Знаеме дека семејното насилство е проблем пред кој не смееме да бидеме неми. Ние секогаш континуирано работиме. Организација на жени го има сервисот за бесплатна правна помош, има соработка со институциите во нашиот град. Ние континуирано работиме, ќе продолжиме и понатаму. Нашата адвокатка ги застапува жртвите од семејно насилство, така да канцеларијата на Организација на жени е секогаш отворена за оваа проблематика. Најголемиот процент од жртвите кои пријавиле насилство, односно 56%, биле во брак. Пријавителите во најголем број се на возраст од 40 до 50 години. Македонија е земја потписник на Истанбулската конвенција за заштита на жртвите од семејно насилство, но единствената земја од скупно 13 потписнички, што се уште ја нема ратификувано истата. Предпоставувам дека наредната влада, која и да биде, ние ќе си ја признаеме, која и да биде, верувам дека ќе ја ратификува, за да можеме ние, невладините организации, чисто да ја исполниме обврската и довербата на Советот на Европа, што ни ја дал, истата да ја имплементираме. За да може да се имплементира, секој треба да се исполнети хикс услови. Верувам дека тоа ќе го направиме во иднина и верувам дека со тоа ќе го намалиме процентот на жените жртви на семејно и родово базирано насилство. Од кризниот центар Надеж вела дека жртвите кои пријавуваат насилство може да добијат психосоцијална помош, охрабрување и советување. Потенцираат дека се водат и едукативни сесии со жртвите кои имаат за цел поддршка и јакнење на жената и придонесување во одлуките за иднината.